Почитувани, СДС со години ја туркаше тезата дека ако Македонија го смени уставот и ги внесе бугарите, нема да има нови барања од Бугарија. Тоа сега испука како меур од сапуница и се покажа како најголема лага. ВМРО-ДПМН предупредуваше на наивноста и лековерноста на СДС, но и нивната криминогена матрица да прифатат се само за ден повеќе власт. За сега, 2 години потоа, бугарскиот министер за надворешни работи Георг Георгиев да упати официјална порака дека уставните измени не се последно барање и со тоа да потврди дека СДС ја внесе државата во ќорсокак. Цитирам: "Многу е важно да се знае дека промената на уставот и впишувањето на бугарите како државотворен народ не е единствен услов. Односно, не е добро да се испушта во целиот тој разговор со евентуална цел", искажа бугарскиот министер Георгиев. А што зборуваше Димитар Ковачевски како тогашен премиер и председател на СДС во август 2023 година? Цитирам: "Тезата која ја наметнува опозицијата е манипулативна и има двојна цел. Од една страна да ги доведува во заблуда граѓаните, да си поигрува со нивните емоции. Од друга страна, да создава алиби за својата неодговорност, затоа што немаат аргументи како да ги бранат своите обиди за блокади. Особено сега, кога целата содржина на предложените уставни измени е објавена и достапна, никој нема ниту една забелешка, ниту има нешто против. Прилично јасни се работите, нови условувања за нас не може да има", искажа Димитар Ковачевски. Почитувани, сега е повеќе од јасно за секој еден човек во Македонија дека СДС ниту знаеле што прават, ниту имале план. Ден за ден политика базирана на целта да се остане ден повеќе на власт. ВМРО-ДПМН спречи понижување на државата. Доколку се дозволеше СДС да го промени уставот, се на што предупредувавме ќе и висеше на врат на државата. СДС е синоним за криминал, неспособност и предавства. Сега сите можат да видат колку ја деградирале Македонија. Ви благодарам.